Минути за урбаните вести, добродојдовте. Градот Скопје ќе пустави 1500 бандери за бесплатен Wi-Fi. Повеќе на оваа тема веднаш по генералната најава. Останете со нас. Во Скопје ќе бидат поставени 1500 бандери со Wi-Fi. Есен во Газибаба, во чест на денот на општината. Вкусија Газибаба в петок на плоштадот Коцка во автокоманда. Жичарата на Водно од утре со зимско работно време. Скопје е еден од градовите кој може да се пофали со одлична мрежна покриеност кога станува збор за интернет мрежата. Речи се сите кафе, барови или ресторани покрај храна и пијалок за гостите нудат и бесплатен интернет. А во последно време бесплатна Wi-Fi мрежа има и на многу јавни површини. Со цел овозможување бесплатен интернет за сите граѓани, градот Скопје ќе постави 1500 бандери за бесплатен Wi-Fi. До крајот на 2019 година Скопје ќе стане Smart City, што значи дека ќе биде имплементиран паметен систем за управување со уличното осветлување. Македонската метропола ќе добие целосно Smart LED светло, кое ќе го замени досегашното улично осветлување. Како што најави градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, почетокот на проектот Скопје Smart City ќе го означи поставувањето на 1500 бандери за бесплатен бежичен интернет на територијата на цел град. Градот Скопје ќе побарува во постапката за Smart City Скопје 1500 бандери, смарт бандери така наречени, со преку кои што ќе овозможиме на територија на цело Скопје бесплатно Wi-Fi за сите скопјани. Така што воколку таа постапка заврши, по моје очекување некаде до март наредната година ќе биде завршена, тогаш ќе можеме да зборуваме дека до крајот на наредната година Скопје ќе има целосно LED светло, смарт LED светло, не само LED светло, меѓутоа и бесплатно Wi-Fi за сите граѓани, не само средошколците. Тогаш ќе можеме така наречените смарт клупи како делови во мали скверови да можеме да ги имплементираме и да бидат ставени на употреба на граѓаните. Имплементацијата на Скопје Smart City ќе значи и поставување на така наречени паметни клупи, на кои ќе биде овозможено користење на интернет. Тоа, како што вели градоначалникот Шелегов, ќе значи модернизирање на градот и следење на модерните текови. Општина Газибаба, Основното училиште Григор Прличев и Сојузот за грижа и воспитување на децата на Македонија денеска ја организираа литературната манифестација Есен во Газибаба. Манифестацијата се одржува во пресред на одбележувањето на денот на општината 3 ноември. Општина Газибаба како генерален покровител по повод денот на општината 3 ноември во соработка со Сојузот за грижи и воспитување на децата на Македонија и Општинското основно училиште Григор Прличев како домакин денеска ја организираа традиционалната литературна манифестација Есен во Газибаба. Општина Газибаба за учество на оваа манифестација имаше објавено и литературен конкурс на кој се пријавуваа ученици од сите основни училишта. Најдобрите есеи учениците денеска ги прочитаа пред присутните. На настанот пред присутните гости се обрати и градоначалникот Борис Георгиевски. Ние како покровители заедно со основното училиште Григор Прличев и Сојузот за грижа и воспитување на децата на Македонија сакаме да пренесеме порака до сите ученици да го негуваат македонскиот литературен збор, да се инспирираат повеќе, да творат и да развиваат својата мисла. Дел од оваа манифестација се и познати македонски писатели, како и наставници, кои учениците директно ќе учат за пишаниот збор и литературните вредности. Очекувам дека голем број од вас ќе станат наши познати и признаени поети, чии дела ќе се читаат од следните генерации. Пораката од оваа манифестација е да се негува македонскиот литературен збор и да се инспирираат учениците повеќе да творат и да ја развиваат својата мисла. Уставниот суд на Република Македонија на денешната седница едногласно одлучи да не поведе постапка за поднесените представки за оценка на уставноста и законитоста на деталниот урбанистички план И10 во општина Аеродром. ДУПот И10 во општина Аеродром ја опфаќа локацијата кај Мајчиндом, каде што треба да се гради деветкатницата, која предизвика реакции кај граѓаните.
Уставниот суд на Република Македонија на денешната седница едногласно одлучи да не поведе постапка за поднесените претставки за оценка на уставноста и законитоста на деталниот урбанистички план и 10 во општина Аеродром. Постапката за донесување на деталниот урбанистички план според уставен била спроведена согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање. Уставните судии укажаа дека тие ја ценат постапката, а не содржината на планови или нивната усогласеност со други планови. Од аспект на судот, деталниот урбанистички план и 10 е согласно закон и устав. Представката до уставен за деталниот урбанистички план ја поднале 12 физички и правни лица во 2017 година. ДУПот и 10 во општина Аеродром ја опфаќа локацијата кај мајчин дом каде што треба да се гради 9-катната стамбена зграда, на што реагираа локалните жители кои организираа и протести. По реакциите на јавноста, општина Аеродром издаде 15-дневна времена забрана за изведување на градежните работи. Од општината претходно соопштија дека ги имаат доставено сите потребни документи и дека понатаму ќе постапува согласно одлуката на судот. Оттаму посочуваа дека општината, како што на неколку наврати најави и градоначалникот Златко Марин, веќе работи на интерна ревизија на деталниот урбанистички план и 10. Во рамките на овој процес, општината ги прегледа и достави до Уставен суд сите потребни документи поврзани со овој случај. Општинската администрација до Советот ќе достави писмен извештај за сработеното, додаваат од општината. Во однос на мораториумот за градење, општина Аеродром останува на ставот дека тој воопшто нема да го реши проблемот, туку само дополнително ќе искомпликува целата состојба. На сметка на ова, општината може да трпи и финансиски штети, што значително ќе се одрази врз работењето и е спротивно на интересите на граѓаните. Мораториумот не му го одзема правото на собственикот да гради, не го оспорува носењето на детален урбанистички план и не влие врз маркицата за градба. На овој начин само се блокираат сите други неспорни градби и тековни работи во општината, се наведува во соопштението од општина Аеродром. По спроведеното тајно гласање, одборот за доделување на наградата 13 ноември на град Скопје денеска ги објави добитниците. Наградата се доделува на физички и правни лица во знак на признание на град Скопје за значени остварувања во повеќе области. Одборот за доделување на наградата 13 ноември на град Скопје денеска по спроведеното тајно гласање официјално ги објави добитниците на наградата 13 ноември на град Скопје за 2018 година. Тајното гласање го спроведе комисијата што ја именува одборот. Цаца Николовска Маргарита, професор магистар Фида Аджи, од областа на спортот Стојановски Андреј, од областа на културата Коловски Марко Шабани Ресул, од областа на уметноста Шукри Рамадан, од областа на публицистиката Тахири Сефер, од областа на архитектурата Павловска Даница Циги, од областа на правни лица Геронтолошки завод 13 ноември, противпожарна бригада на град Скопје, од областа на ученици и студенти Мустафа Оглу Арда и група ученици Мила Коцевска, Софија Стојменова, Нена Гиевска, Марија Гавриловик, Петар Тодоровски и Ведран Лауренчик. Наградата 13 ноември на град Скопје се доделува на физички и правни лица како знак на признание на градот Скопје за остварување во стопанството, науката, уметноста, културата, воспитанието и образованието, здравствената и социјалната заштита, спортот и физичката култура, техничката култура, заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други сегменти на животот, трудот и творештвото, што представуваат посебен придонес за развојот на градот Скопје и за неговиот севкупен напредок и афирмација во Република Македонија и во светот. Наградата може да се додели на физички и правни лица од други држави кои оствариле посебен придонес за градот. Исто така, наградата се доделува и на ученици и студенти за творечки труд или континуирани успешни постигнувања во наставните и вон наставните активности, што представуваат посебен придонес за напредок и афирмација на градот Скопје.
Учениците од средните училишта во Скопје се уште чекаат да се реализира проектот Овошје за секој ученик, кој беше дел од предизборната програма на градоначалникот Петре Шилегов. Шилегов тврди дека здравата ужинка за децата ќе почне да им се доставува до крајот на неговиот мандат, а можеби и порано. Здравиот начин на живот и здравата исхрана е се поактуелна тема за која што почнаа да зборуваат и градските власти. Именно покрај многобројните инфраструктурни проекти кои се во тек и се очекува нивна реализација. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов повторно го актуализираше проектот Овошје за секој ученик. Именно, откако советничката од опозицијската партија во Советот на град Скопје Светлана Колариќ го потсети Шилегов дека овој проект е во неговата предизборна програма, а се уште не е на повидок негова реализација. Шилегов одговори дека приоритет во однос на учениците бил ставен на тоа во какви услови ќе учат, а не што ќе јадат, зашто изминатиот период беа реконструирани и 11 средни училишта. До крајот на мојот мандат, меѓу другото, ќе има средношколци на градот Скопје и по едно парче овоше дневно. Она што навистина би сакал да го земе како предвид, кога ги определува човек приоритетите, за мене можеби поприоритетно беше да извршиме реновирање на училиштата каде што учат средношколците во текот на оваа година. Лично мислам дека ќе успееме во текот на оваа учебна година да овозможиме на нашите средношколци да здравиот оброк или парчето овоше во текот на еден ден го имаат на своето мени во текот на денот. Кога станува збор за овозможување на соодветни услови за следење на наставата, Шилегов истакна дека за првпат оваа година бесплатен превоз добија сите ученици од средните училишта на градот Скопје, без разлика на оддалеченоста од местото на живење до училиштето. А во план е во овој проект да бидат вклучени и учениците од приватните училишта. За сите средношколци без оглед на местото на оддалеченост на живење дозволивме бесплатен превоз во текот на оваа година. За прв пат откако, да речам, постои концептот на бесплатен превоз на ученици, не ги дискредитиравме, работиме на концепт со тоа право да бидат опфатени нашите помлади сограѓани кои што се ученици во приватните училишта, меѓутоа финансиската состојба, односно балансирањето на тој тип на категории во буџетот, веројатно ќе ни возможи или во текот на наредната или по другата година да ги изедначиме сите средношколци по правото на бесплатен. Најдобрите средношколци спортисти од Скопје неудамна се вратија од Нирнберг, каде што се надпреваруваа во ученичката средношколска лига, финансиски поддржани од градот Скопје, потенцираше Шилегов. Општина Газибаба ги поканува сите жители в петок на ново реконструираниот плоштад Коцка во автокоманда на целодневен настан под мотото Вкусија Газибаба. Вкус за сите генерации. Манифестацијата ќе се одвива од 12 до 20 часот и ќе понуди богата програма. Новиот плоштад Коцка во автокоманда полека го добива завршниот лик. Жителите од ова населено место со изградбата на Коцка добија ново мултифункционално катче наменето за сите генерации. Просторот кој беше празен сега изгледа како отворена сцена која се простира на 2300 квадратни метри. Градоначалникот на општина Газибаба денеска беше во посета на Коцка за да направи увид на градежните работи и изјави дека поставено е ново економично смарт осветлување, пристапни рампи за лица со инвалидитет, нова пристапна платформа која ќе го поврзе плоштадот со Домот на култура, а се работеше и на плочникот и скалите. За новиот простор да биде целосно функционален, поставена е нова урбана опрема. Во периодот кој што следува, за просторот да представува една целина, ќе се гради современо детско игралиште и ќе се редува и паркинг просторот, кој ќе биде ограничен само за потребата на станарите и сопствениците на дуќаните во околината. Општина Газибаба на плоштадот Коцка најавува целодневен настан под мотото Вкусија Газибаба, вкус за сите генерации. Манифестацијата ќе се одвива од 12 до 20 часот и ќе понуди богата програма. Посетителите ќе можат да уживаат во музичките перформанси на музичките гости диџеи. А ќе има и презентација која ќе ја одржат угостители
занаетчии и производители на храна. Граѓаните ќе можат да слушнат и едукативни совети од врвни стручни лица за готварството и здравата храна за сите возрасти од компаниите кои што се наоѓаат на територија на општина Газибева. Градоначалникот Георгиевски додаде дека целта е фирмите да ги презентираат своите услуги и производи, а со тоа и да бидат лесно достапни за потребите на граѓаните. Општината ги поканува сите жители в петок да ја вкусат газибаба на коцка. Град Скопје утре ќе го објави повикот за субвенционирано купување печки на пелети. Со субвенциите за купување на печки на пелети се зголеми и бројот на граѓани што се греат на овој енергенс. Град Скопје утре ќе го објави вториот повик за субвенционирање за купување печки на пелети. Иако повикот требаше да биде објавен пред почетокот на грејната сезона, тоа не ги обесхрабри граѓаните да се греат на овој енергенс. Грејењето на печки на пелети е во подем, покажуваат податоците. Печката на пелети троши од 10 до 15 килограми пелети дневно, а цената на пелетите во зависност од квалитетот и тежината во малопродажните објекти се движи од 160 динари за 10 килограми до 260 динари за 15 килограми. Од тоа произлегува дека месечните трошоци изнесуваат над 5000 динари или околу 30.000 динари на годишно ниво за загревање на површината од околу 60 метри квадратни. Покрај град Скопје, субвенции за купување печки на пелети нудат и општините Газибаба и Аеродром. Кога заврши грејната сезона, градоначалникот Шелегов предложи кратење на средствата за субвенционирање печки на пелети, кој најде на остри критики. Овие субвенции за прв пат ги воведе претходниот градоначалник Коце Трајановски. Грејењето на пелети, освен што за граѓаните ќе значи финансиски заштеди, во голема мера ќе се одрази и на заштитата на животната средина и намалувањето на загадувањето на воздухот. Јавното сообраќајно претпријатие Скопје информира дека од утре жичарата ќе работи по зимско работно време, кое ќе важи до 1 март. Со оглед на променетото работно време на жичарата, од утре ќе има измени и во возниот ред на линијата 25, која сообраќа од транспортен центар до Средноводно. Жичарата на Водно од утре го минува работното време. Јавното сообраќајно претпријатие Скопје информира дека од утре жичарата ќе работи по зимско работно време, кое ќе важи до 1 март. Жичарата ќе работи од 10 до 17 часот. Последното возење нагоре ќе биде од 16 до 16 часот и 30 минути, а последното возење надолу ќе биде во 16 часот и 45 минути. И натаму неработни денови на жичарата ќе бидат понеделник и секој последен вторник во месецот, кога се врши редовен сервис на објектот. Со оглед на променетото работно време на жичарата, од утре ќе има измени и во возниот ред на линијата 25, која сообраќа од транспортен центар до Средноводно. Имено се укинуваат досегашните поаѓања од транспортен центар во 16 часот и 20 минути и 17 часот и 20 минути, односно поаѓањата во 16:40, 17:40 и 18:40 часот од Средноводно. Линијата 25 во понеделник не е во функција, а останатите денови останува бесплатна за сите категории патници за време на викендите и државните празници. Денеска времето во Македонија беше сончево со температура до 23 степени. Утре не очекува променливо облачно време со температура до 24 степени. 24 степени не очекуваат и во петок, но со повеќе сончеви периоди. Стабилно и сончево време ќе се задржи и за време на викендот со температура до 24, односно 21 степен. Тука го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Од мене, довидување.